Специјално само за домаќините. Речиси неполни 30 на години ја крстарам Македонија. Во овие изминати 3 децении речиси нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум ја посетил Прилепската општина. Сум бил речиси во 2/4 од вкупно 30-тината колку што се села, а ми останаа уште 5-6 селски населби. Помеѓу овие неколку преостанати населени места во оваа регија, се одлучив да го посетам селото Веселчани. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селото. Одлуката падна, така да речам, кога бев по нови документарни записи во Крушевската регија, поточно речено во Крушевското село Селце, каде што ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат слушнав еден познат глас кој ми велеше: "Поштовани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Валентин, што се запознавме во Мариовското село Крушеица, горе на Маргара, кај манастирот Света Петка, а бога ми и заедно кога патувавме за мала преспа во Туминец за празникот Света Марена", ми рече. "Се сеќавам, бошне добро се сеќавам, како не се сеќавам", одговори. "Зоране, мој пријателе, да те прашам нешто ако може", ми рече. "Прашај ме, како не можело да ме прашаш, ако знам ќе ти одговорам, а ако не знам ќе бараме чаре", народски му одговори. "Слушај ме вака, оваа година јас и неколкумина мои пријатели од Прилепско сме домаќини во манастричето Света Петка Римјанка, која се наоѓа во селото Веселчани. Голем шебак ќе сториш ако дојдеш на Вртолом ова 2025 во Господово лето, и заслуг си правиме и благословена вечерна трпеза во чест на Света Петка Римјанка си даваме, а утредента и свештеник ќе дојде и утринска литургија ќе си имаме и благословен ручек ќе дадеме. Многу народ ќе се собере, стори ја таа добрина да направиш една убава слико, онака како што ти умееш да го насликаш", ми велеше. "Кажи им на твоите соселани дека за Вртолом ќе дојдам во Веселчани", му порачав. "Ќе им кажам, бога ми, уште сега ќе им кажам." "Голем мерак ми направи, Зоране, мощне голем мерак, ќе им кажам уште сега", со радост ми одговори. Речено сторено, што се вели. Како по стар обичај и овој пат за Прилепското село Веселчани тргнав ден пред празникот Вртолом, рано, мощне рано, поточно речено во раните утрински сати, но не со мојот олдтајмер со ручкиот КАМАЗ, не со возот, оти возот од Скопје до Прилеп, народски да се изрезам, стана Роскоп, а бога ми пругата е Роскоп. Да појаснам, од Скопје до Прилеп патува возот 6 сати, а ако попатно некаде не се расипе, туку со автобус, каде што ме пречека Димче Ковиловски, кој е воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм, и заедно со неговиот джип во предпладневните утрински сати стасавне во селото Веселчани, во овој дел на Прилепскава регија. Како беше, на кој пород се, не знам, не ми познато ова место. Абе види, на северо-западна Македонија. Значи одиме, се наоѓаме во Прилепскава општина, денеска е Вртолом, Димче, и поканите сте да одиме во селото Веселчани. Ќе се помириме убаво, шо велиш?
Досега с ним поминувале подобро него што требало. Така, и денес ќе поминиме убаво, така е. Не ме остави лош печаток, има доста. Така е. Остават лоши печаток, Така е. мораме и ние. Така е, така е. И денес ќе вика тежок голем празник, никој не работи. Му се вика врти Врти удри, така е, така е. Тие го било забележано во знат пред месец дена, а ние и вчера не знаеме денес оди празник. Така е, така е. Па забораваме многу празници имаме ние и за. Така е, така е, така е. Ајде нека едно за новогодини. Тие го признаваат повеќе од нас Вртолу, Така е. Коромине што го признаваат Ѓурѓе. Ѓурѓе. Така е, така е, така е. И ние наш. Ама и музичево ни се погоди во џипов, а? Ајде помини и ние крај нив, не. Или така ми како? Во село наближува едимче. Ево ова јачме што е веќе. Ова, јашо е, готово е. И ја порано, со коса да се српат како жние. Да подложи снопе како Да. се носеле. Да. И баш овај ден ни кажува, немојте ти и знам ако дете кочевател не време во улица бе цел 100 години од цел. Да. Грмежи. Овде мора да ја не иде патот. Текучева. Тука. Е полиција. Да безбедување. Да. Не е полиција. Не. Овој патот мора да се води. Оди право. А ево овде пише Света Петка манастирот. Ова е селото. Ќе прочитаме после, прво да видиме домаќиниве што не чекаа, што не покара да видиме што се како све. А и овде има домаќини, А има овде тројца има овде. Што ние личиме кој не домаќини? Не, ние сме први меѓу еднаквите. Димче овде лево. Да. Значи овие не знаат. Подол. Ето Димче, денеска што се вика со спаваме на Бога, се најдеме овдека во нашиот крај, во Прилепскиот, така речено, да ни кажеш во кое село се најдеме овдека? Ова е Веселчани, во манастирот Света Петка. По моје тука е познато е Бакарногумно, Така, или во средината на Пелагонија. така е. Суседни села се знаат кои се тука, Лознани, Загорани, Боротино. Си дошол овдека некогаш? Повтор пат идем. Повтор пат идиш, а? Вечерва нека му е на помош утриет Вртолум? Вртолум. Сега вака едно. Да одиме кај домаќините. Може. Да им честитаме празник. Така е. Дори ова те прашам. Ти се радува ли душата вака кога одиме по селата, кога ле печекуваат домаќините, кога ќе седниме на чашка ракија, кога ќе се размоветиме со луѓето? А вреди многу, сакам секој да го саслушам. Кој му е летна слава? Ти беше од Вранче, така? Да. Кој му е летна слава на селото? Па и летна и зимна е Свети Никола. Свети Никола. На таткото и на дедото и кој му беше куќна слава? Исто Свети Свети Никола. Никола. Се чекаш славата? Летната одам в село, кај моје фамилии, а зимно време чекам овде и во Германија се славев. Така. Да одиме кај домаќините. Честитаме празник. Така е. Настана бајба научиња, на млади невести момчиња, жена и деца остава, Лилјано да зема, жена и... Почитуване мој, ете според Господовото провидение, денеска одека сум дојден по една нова истражувачка мисија, заедно со Динчо Коливовски, заедно со професорот Драгос Сламиновски, кој што воедно со деле од менеджерскиот тим на продукцијата Марија Филм, по една, што напомнав, нова истражувачка мисија. Дојден сум тука во Прилепското поле, дојден сум тука во селото Веселчари, каде што денеска во пред самиот празник Вртолум, каде што денот и ноќта се заваруваат, денот и ноќта се речиси исти, и кога утре, кога парохискиот свештеник ќе заврши со утринската богослужена литургија во манастирот Света Петка, веќе доаѓа до прекршување, така речено, иако летото е започнато, полека од Вртолум вика старите дека денот полека
почнува да намалува. Наминав тука заедно со моите соработници, односно дел од менеджерскиот тим на продукцијата Марио Филм, да направиме една нова репортажа за селото Веселчари. Овдека преостанатите 50-тина, така да речам, мештани, според неофицијални податоци, затоа што кога говорам за селото Веселчани, многумина семејства од ова село, иако живеат во Пилец, има своји лични карти тука во селото, во нивното родно село, а според нерелевантниот попис од 2021 година во селото има само 16 жители. Ете, така да речем, тие 16 мина жители да ми ги раскажат приказните што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на ова село, а исто така дел од заслугот кој што вечерва ќе биде од генерација на генерација. Таа традиција се одржува и се пренесува од колено на колено во селото Веселчани, каде што парохискиот свештеник од Пилешкото црквено наместништво ќе начествува со вечерната богослужба, утре и со утринското богослужение, каде што ќе присуствуваме таму, а сето тоа, така речено, ќе го преточиме во нов еден документарен запис од документарниот серијал Заборавени, кој што продукцијата Марио Филм е присутна тука, така да речем, 30 на години. Но пред да ви кажам дека сето тоа ќе биде преточено во еден нов документарен запис, малку да не ви биде чудно, овој шешер кој што го има на мојата глава, го зедам од мештаните тука од селото, пошто денот беше убав, утрото иако беше ведро, сепак се навестува оние летни горештени, каде што на многумина нам не ни одговара, меѓутоа старите рекле време лебот се печи, житото да се ожне, да се наполнат амбарите, затоа што мештаните до ова село се вредни како мравките, кои што од утро изутри нападо за едисонце, одаат по полината, ги собираат семките, сламките, така речено, ги складираат во нивните мравјалници, за назима да си бидат спокојни и мирни, како што и овдека мештаните тоа го прават, и непокусто рекле старите дека кога ќе имаш полн амбар со жито, кога качината ќе ти бидат полни со сирење, со месо, кога качината ќе ти бидат полни со туршија, со кисели пиперки, со штолена зелка, кисела зелка, со патлиџани во шишина или во теглина, кога исто така по мутрите ќе бидат обесени црвените суви пиперки, некои лути, некои благи, а исто така луѓето овдека, како и мравките вредно работат, кога ќе се соберат навечер, го прават истото, како што тоа го правиле нивните дедовци и баби, некако макумина од нашите, така речено, ајде да речеме чорбаджи градски, кога само ги бројат парите, овдека во селото Веселчани, како и во сите села во Република Македонија, кога ќе се собери семејството, никош не бројат пари. Тие се радуваат, богатството го мерат, дека се сите здрави и живи, дека во полето се сработиле до ношо опланирале, и се радуваат кога ќе слушнат дека Луче му се родило, черката ја омажил, синот го оженил, од тука се радуваат дека јагне му се објагнило, јаре му се окозило, кравата му се отелила и секојаш се слушал до мајчинот, и сето тоа било благословено со онај наш стар православен збор, а или е нека е Амин Господе, а самиот збор Амин Господе кога ќе го кажеле семејството, а домајчинот на семејството одговорал така нека биде. Ете така нека биде. Моја порака е сето тоа ќе го преточиме во овој документарен серијал, односно во оваа документарна репортажа и дел од
документарниот серијал Заборавени со работен наслов Вртолом во селото Веселчани. А јас, почитувани мои, да си оставам овој шешир, да не го заборавам некаде по овие сокаци, оти пак ќе речам, жешко е времето, маца јас да се заштитам. Ајде, одиме и секое сокаче, и секое парче овдека во селото Веселчани. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што те Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Веселчани и за него да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин на заслогот, поточно речено на вечерната и утринската богослужба која се одржа во многовековното духовно светилиште, манастирот, чие име го носи на великомаченичката Света Петка Римјанка, на сам ден на Вртолом, ова 2025 во Господово лето, каде што ме пречека преостанатите 16 на жители од ова село, годинашните домајчини во манастир Света Петка Римјанка, кои ги завршуваа пред празничните подготовки за Вртолом во манастирот Света Петка Римјанка и професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите современи етнолози, географи и историографи, воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, кој беше дојден по нова историографско-етнолошка истражувачка мисија во овој дел на Прилепскава регија. Добре дојде, Зоране, долго те чекаме да дојдеш и во ова наше село, а воедно и во ова македонско православно светилиште и за него да направиш една документарна репортажа. Ние тебе добро ми те познаваме, Зоране, од телевизијана. Саде ми те гледаме на телевизорон и со радост ги гледаме репортажите за нашите села. Многу убаво редом ги редиш историографски податоци, иако не сме историчари, но не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажине се веродостојни, иако не се разбираме многу од историја на наша насточна. Зоране, ете сите ние, сето село, тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, воедно и на нашиот пријател Димче Ковиловски, ви стоиме на располагање за се што ми треба за денешново наше празнување, ми велеа мештаните од селото Веселчани. Почитувани мои, пред мештаните да ми ги раскажат многуте приказни за историското битисување на нивното родно село, што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби, нашите домајчини не замолија, најсетне ние, ним да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија, како за историското битисување на селото Веселчани, така и за црковно-манастирскиот духовен живот, не само во селото Веселчани, туку во сета Прилепска регија, кој се одвивал од памтивека па се до ден денешен. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Селото Веселчани е денствен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на селото му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, битовите, материјалните документи, пишаните документи,
датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие. Дека во ова село, така да речам, урбаното живење било добро организирано, говорат мноштво археолошки локалитети, меѓу кои некрополата од античко време Горлик и населбата досно античко време Старо село, каде што постојат остатоци од крстови, икони, бакарни садови и стари гробови. Селото Веселчани илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на Древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел од Византија, како дел на патријаршијата Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, а основач на ова црковна организација е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби, житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владее од 1080 до 1025 година, како дел во црковните записи на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини Стефан Урош II Милутин, во неговите христоволи запишани во 1330 година и 1331 година, посветени на манастирот Трескавец, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 година до 1355 година, каде што ова село се споменува во Душановата повелба од 1350 година и Душановата повелба од 1351 година, исто така посветена за манастирот Трескавец, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 година до 1395 година, како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Општејувањето на селото Веселчани е забележено и во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владеењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглуш, со чиј имот раководеле монасите од манастирот Трескавец. Во пописниот Дефтер од 1446 година, каде што според овој попис селото е метох на манастирот Трескавец, а припаѓало на Битолската каза. Исто така, селото Веселчани е забележено и во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што селото и натаму е метох на манастирот Трескавец. Селото Веселчани е забележено и во отоманските пописни дефтери од 1565 година и 1570 година, во пописниот Дефтер од 1582 година, во Отоманскиот Дефтер од 1583 година, во Отоманскиот пописен Дефтер од 1599 година,
во Томаскиот пописен дефтер од 1652 година и 1657 година, каде што селото и натаму е метох на манастирот Трескавец, а припаѓало на Битолската каза. При крајот на отомачкото владење селото било Чифлик Сајбиско село, а Чифлик Сајби и биле Рифат бек, Азиз бек, Неджип ефенди, Шајчир ефенди, Мемет бек и Јонус Арка ага. Дека селото Веселчани на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистичките податоци на Васил Крнчов, кој ги водел во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Веселчани во 1900 година живееле 350 жители, сите македонци. Според етнографската карта на Битолскиот вилајат од 1901 година, Веселчани се води како чисто македонско село во Прилепската каза на Битолскиот Санџак со 20 куќи, додека пак според податоците на Димитар Мишев, запишани во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења, во 1905 година во селото живееле 432 жители, сите македонци. Во пишаниот документ Етнографија на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1873 година, е забележано дека селото Веселчани броело 24 домаќинства и 113 жители христијани. Дека селото Веселчани на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во шведски размери, антрополози и географи на 20 век, доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Прилепското поле, издадена во Белград во 1992 година, го забележал следново. Селото Веселчани е мощно и старо село. Селото Веселчани е мало и сиромашно село. Веселчани се наоѓа во близина на селото Жагорани, селото Алинци, селото Тополчани и селото Галичани. Веселчани е село од збиен тип. Селото има 3 мала, долно, средно и долно мало. Селото со вода за пиење се снабдува од неколку селски бунари. Селото има и неколку планински со слаба вода извори. Селото брои 40 куќи. Во селото Веселчани се наоѓаат следниве викани места: Горник, Задгорник, Камиларница, Старо село, Камен, Шишка, Чешма, Горни ливади, Локви, Асаница, Подсело, Забел и Калина бара. Јован Трифуновски во пишаниот документ Селските населби во Битолско-Прилепската котлина за селото Веселчани во делот за семејните родови го забележал следново.
Веселчани е македонско православно село. Во селото сите семејни родови се доселенички. Момировци кои бројат 7 куќи доселени се во 18 век од демихисарското село Швета, на семејниот род Опашиновци кои бројат 11 куќи, од кои потекнуваат семејната лоза на Газијановци и Пашовци, не им се знае потеклото, исто така и на семејниот род на Дашлоковци, кои бројат 2 куќи, не им се знае потеклото, додека пак Мојсовци, кои порано се викале Маđанци, кои бројат 7 куќи, доселени се од селото Беровци. Бришковци, кои бројат 3 куќи, доселени се од Вардино. Јошмановци, кои бројат 2 куќи, доселени се од Загорани, а таму припаѓале најсемејниот род Брсјаковци. Втората половина на 19 век за селото Веселчани е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на Башибозикот предводен од Чајабек од селото Тополчани. Меѓу првите знаци на обнова на селото е изградбата на селската соборна црква Свети Илија, изградена во 1857 година во време на митрополитот Бенедикт Византиски и манастирот Света Петка Римљанка, која за време на Балканските војни до темел е разрушена. Православието е вистинско христијанство, тоест вистинското новозаветно учење за Христос и старозаветното откровение Божјо, кое е останало нерасипано и неизопачено до наше време и ќе остане така за секогаш. Зачувано е во сета своја чистота и полнота. Чувар на ова учење е православната црква, основана од самиот Господ Исус Христос и водена од Светиот Дух низ вековите. Во наше време има многумина кои не разбираат правилно што е православието и каде лежи неговата суштина. Некои од нашите современици пристапуваат кон ова прашање небрежно и го решаваат премногу примитивно, дури и наивно, целосно занемарувајќи ги неговите длабочини и воопшто не гледајќи ја полнотата на православието и не разбирајќи ја смислата на животот. Така вели Господ, зборовите што ви ги кажав се дух и тие се живот. Затоа, да бидеме внимателни, да бидеме смирени и внимателно да го слушаме Словото Господово. Само оној што мисли православие, чувствува православие и живее православие, може да се смета за православен во реалноста. За да се постигне ова, потребно е редовно да се посетуваат црковните служби и да се оди во црква и често да се чита Светото Писмо. Дома, во семејниот круг, молете се на Бога секој ден, во пресред на неделата и црковните празници, послужете кандило, кадија целата куќа и семејството собрано пред иконата и кандилото се моли на Бога. За да не застраниме религиозно, светите отци ни го оставија символот на верата. Кратко, но прецизно изразено православно исповедание на верата. Затоа, добро е да го научиме символот на верата на памет и секогаш кога му се молиме на Бога, да го читаме символот на верата, тоест правилно да ја исповедаме нашата вера. Сето погоре наведено значи внесување ред во семејството, збогатување на секојдневниот живот со духовност. Овој начин на живот е знак на духовна зрелост. Целта и задачата на православната вера е да го спаси човекот од вечна пропаст. Бог го создал човекот да живее вечно. Неговиот живот во вечноста зависи од патот на овој земен живот. Рај или пекол. За да се спротивставиме на сите напади на ѓаволот и да ги издржиме сите искушенија што не наоѓаат во текот на животот, мора секојдневно да мислиме на Бога, на себе си, на нашето семејство и на вечноста. Должност на родителите е духовно да ги воспитуваат своите деца,
и редовно да ги носат во црква на служби и часови по веронаука и да ги учат да ја сакаат и чуваат православната вера и да ги учат своите деца на истото. Православната црква и верата се единственото засолниште каде што можеме да се спасиме и од старите и од новите зла, како што се зависноста од дрога, алкохол, секти и така натаму. Затоа мора да живееме православен начин на живот секој ден, да се собираме на заеднички молитви, да се учиме во верата и да бидеме будни и внимателни за да не измами некој. Православието е скапоцен бисер кој мора да го заштитиме како светилиште. Минатото и сегашноста на православието се карактеризираат со горчлива борба за зачувување на чистотата на верата, што апостолите ја пренеле на своите наследници, епископите. Оваа борба започнала за време на животот на светите апостоли и ќе трае до крајот на векот и второто Христово раѓање. Прогонствата на христијаните во сите векови не само што не го изгаснале православието и верата и развојот на Божјата црква, туку преку формата на мачеништво и чуда што се случиле во тоа време, помогнале да се одржи и прошири низ целиот свет. Секој од вас со својот ближен. Христијаните секогаш мора да ги паметат зборовите на Христос Спасителот. Лагите се од ѓаволот, кој е лажливец и татко на лагата. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Селото Веселчани уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во манастирот Света Петка Римјанка. Наставата од 1882 година па се до 1900 година се изведувала на старомакедонски црковен книжевен јазик и писмо. Од 1900 година па се до 1912 година наставата се изведувала на грко-патријашки јазик, а од 1912 година па се до 1914 година на српско-патријашки јазик, а од 1914 година па се до 1918 година на екзарско-бугарски јазик, а од 1918 година па се до 1941 година на српски јазик, а од 1941 година до 1944 година на бугарски јазик. Во 1944 година наставата започнала да се изведува на македонски мајчин јазик. Во периодот на отоманската владавина со Македонија, во кое припаѓа и селото Веселчани, кај мештаните до ова село, како дел од македонскиот народ, се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, кој влиел да се разбуди и разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија, што придонесува населението од ова село активно да се вклучи во борбата за слобода и за создавање на македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период, балканските војни и првата шведска војна. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна
ги натерало жителите од ова село без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења. Селото за време на Втората светска војна е дел од народно-ослободителната борба. Според германската карта издадена во 1941 година, а заснована врз пописот на кралството Југославија од 1931 година, селото имало 250 жители. Во селото Веселчани во 1948 година живееле 333 жители, во 1953 година Веселчани броело 344 жители, во 1961 година во селото живееле 361 жител, во 1971 година во селото живееле 319 жители, во 1981 година 273 жители, во 1991 година 125 жители, во 1994 година 121 жител, додека пак во 2002 година 98 жители, а според нерелевантниот попис од 2021 година селото брои 36 жители. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што те Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Веселчани и за него да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин на заслогот, поточно речено на вечерната и утринската богослужба, која се одржа во многовековното духовно светилиште, манастирот, чие име го носи на великомаченичката Света Петка Римјанка, на сам ден на Вртолум, ова 2025 во Господово лето, со која чино начастуваше парохискиот свештеник од Пилепското црковно наместништво заедно со соборскиот народ. Во народното верување, посебно важен празник се смета Вртолум, денот кога сонцето се врти кон зима. Се верува дека тоа е тежок празник и ден кога не се работи. Меѓу празниците од овој период од годината, посебно важно место има празникот на светите маченици Вартоломеј и Варнава, во народот познат под името Вртолум, што се празнува на 24 јуни според новиот, односно на 11 јуни според стариот календар. Во некои наши краишта, овој ден се смета за тежок празник, поради што не се работи никаква работа. Овој ден народот го поврзува со вртењето на сонцето. Имено, се верува дека на овој ден сонцето се врти кон зима. Многумина дури верувале дека тоа е видливо, поради што гледале во сонцето за да виделе кога тоа ќе застанело и ќе се завртело. Житието сведочи дека светиот апостол Вартоломеј е еден од 12 славни Христови апостоли. Поради проповедање на Христовата вера, бил распнат на крст со главата надолу, но се спасил затоа што во тоа време настанал голем земјотрес во кој загинале тие што го мачеле, како судиите, така и многу народ, а тој останал неповреден. Тоа се сметало за Божја казна кон овие што го клеветеле и што го суделе. Потоа Евангелието го проповедал во Индија, каде што го превел на тамошен јазик Евангелието по Матеј. Потоа се вратил во Ерменија, каде што од завист поради тоа што ја излекувал царската ќерка од лудило, е распнат на крст, одрена му е кожата и одсечена му е главата. Неговиот спомен се празнува на 24 јуни, заедно со споменот на светиот апостол Варнава. Светиот апостол Варнава, Јосиф, од Кипар, пак е еден од 70 Христови апостоли. Првото име му било Јосиф, а Варнава е наречен подоцна. На околината оставал впечаток со тоа што ги тешил луѓето, а Варнава значило син на утеха.
Христијанската вера ја ширел и Евангелието го проповедал заедно со апостолите Марко и Павел во Антиохија, Рим и Милано. Настрадал на Кипар од евреите и бил погребан од Марко заедно со Евангелието по Матеј, кое што за време на животот го препишал на рака. Меѓутоа, кај нашиот народ овој ден е поврзан со верувањата за вртењето на времето од лето кон зима и со вртењето на сонцето. Така дошло и до адаптирање на името Вртолум. Како што запишал Ефтим Спространов во Охридско, Свети Вартоломеј бил познат како Вртолум и од тој ден сонцето се свртело кон зима и за тоа многу жалело. Го вртеле 12 апостоли, па и тие исто така многу жалеле зашто се завртувало кон зима. Во Радовиш, како што запишала Зорка Дели Николова, овој ден се сметал за тежок празник, затоа што тој ден сонцето завртувало кон зима. Во овој крај, луѓето станувале рано пред сонце, за да го видат како ќе изгрее, како ќе се затемни и како ќе се заврти. Се завртувало еднаш на едната, потоа на другата страна. Овде, според овој ден, и овчарите прогнозирале какво ќе биде времето. Го наблюдувале 12 часа и секој час одговарал на еден месец во годината. На поискусните овчари, не само сонцето, туку и некои други знаци им помагале во прогнозирањето на времето. Така, например, тие внимавале и на ветерот, од каде дува и со која силина, колку на небото има облаци, со која боја се и кон каде се движат, дали сонцето пече посилно или послабо и слично, и сето тоа го бележеле во своите, односно на своите овчарски стапови. Потоа, овие знаци предскажувале какво ќе биде времето во секој месец, каква ќе биде зимата, какво летото и другите годишни времиња. Во Гевгелиско, според записите на Стефан Тановиќ, на овој ден не се работело поради оган и град. Се велело дека сонцето се завртувало кон југ, дека до тој ден се приближувало кон земјата, а од тој ден се оддалечувало, дека до тогаш денот се наголемувал, а од тогаш се намалувал. Поради тоа, по Свети Вартоломеј ништо не се сеело, зашто немало да никне. И во Кумановско, по Вртолум не саделе лук, кромит, зелка и друго, затоа што не ќе врзеле глави, немало да време да зреат, бидејќи времето се вртело кон зима. Кузман Шапкарев запишал дека на Вртолум не се работело, затоа што се вртело небото и сонцето, па можело да има виулици. Шапкарев забележал едно предание во кое се раскажува дека еднаш на овој ден некој чифлик Сајбија ги терал своите момоци да ораат, а тие пак, бидејќи не сакале, му одговориле: аго, денеска се ора, денеска е Вртолум. Турчинот, бидејќи не се грижел многу за каурскиот празник, насилно ги принудил момоците да ораат, велејќи им презриво: ајде, орајте, вр, тр, 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 не знам јас. Селаните се разбира не можеле веќе да се спротивставуваат на агата и сакале или не сакале, ги впрегнале во ловите и почнале да ораат. Но, чудо, веднаш по заорувањето се случило да завее толку силен ветер и завеале такви силни виулици, та не останале ниту орачи, ниту волови, ниту плуг. Се вртел плугот со се волови во круг и удирале од земјата. Од тогаш турчинот не само што не ги принудувал момоците да ораат на Вртолум, туку уште пред еден месец прашувал: кога е бре синко тој врти удри, за да не се случи да ораат по грешка, за да настрадаат сите. Во Дебрца, Охридско, на Вртолум голем собир се правил во местноста Сливовски Анови, каде што се собирал народ, не само од Дебрца, туку и од Копачијата, од Кичевско, Дебарско, Струшко и од други места. Очигледно, една природна појава што имала значење во животот на нашиот човек, била причина за мешање на некои христијански елементи со постари слоеви на народната култура.
Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото на Селчани и за него да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин на заслогот, поточно речено на вечерната и утринската богослужба, која се одржа во многовековното духовно светилиште, манастирот, чие име го носи на великомаченичката Света Петка Римјанка, на сам ден на Вртолум, ова 2025 во Господово лето, со која чино начастуваше парохискиот свештеник од Пилепското црковно наместништво заедно со соборскиот народ. Почитувани мои, како мештаните, не само од селото Веселчани, туку и мештаните од соседните населени места на ова село, си го празнува христијанскиот празник посветен на празникот Вртолум во Веселчанскиот манастир, ќе ви пренесам во наредната репортажа.